издание на Формула на македонски, овој пат техничка анализа, осврт на новите карактеристики на новиот болид на Haas F1, тоа е моделот под кодно име VF20. Иако тимот на Haas објави дека ова е само нова шема на бои, сепак некои детали во самите фотографии кои беа објавени од тимот можеме да видиме дека навистина станува збор за нова конфигурација. И на самиот почеток, пред да одам подетално со следните фотографии, каде ќе ги анализираме секој од деловите на болидот поединечно, би сакал веднаш да го адресирам The Elephant in the Room, или она што гледам дека доста од фановите на Формула 1 постојано зборуваат овие денови на интернет, дека болидот на Haas е буквално префарбано Ферари од ланската сезона. Луѓе мои, тоа е за очекување. Лани да го следевте каналот Формула на македонски, направивме анализа на самиот тим на Haas, на неговата структура и како тој функционира. Мислам дека на сите им е многу добро познато дека Haas ги користи сите можни делови од Ферари, покрај неговиот мотор и менувач, користи најразлични други компоненти кои се дозволени со правилата. Значи, се што е дозволено од правилата, а може да се купи директно од Ферари, Haas го прави тоа и на тој начин заштедува големи пари во развој на болидот кој може да ги вложи во некоја друга, во некој друг сектор или во некоја друга насока во развој на својот тим. Така што малку е нефер и малку е цинички од оние луѓе кои го обвинуваат Haas дека го земал ланското Ферари и само го префарбал. Мора да разберете дека во оваа нова ера на Формула 1 самиот моторна единица, самиот погон диктира многу од решенијата кои тимот ќе ги наметне во самиот болид, така што некои од моментите кои подоле ќе ви ги објаснам со следните фотографии, ќе видите навистина зашто е тоа така направено и кои се предностите и кои се недостатоците на таа одредена карактеристика или на таа одредена спецификација. Значи, од оваа слика која гледаме Ferrari SF90 и новиот болид на Haas, на прв поглед ќе рече дека со миниатурни разлики тоа е болид на Ferrari префарбан, меѓутоа како што напоменав пред малку, тоа е навистина нефер констатација. Одиме понатаму, го гледаме болидот на Haas од птичја перспектива, гледаме дека предното крило има еден елемент плюс, гледаме дека задниот дел од болидот е навистина може би малку поширок кога би станало збор во споредба со ланскиот болид, меѓутоа тоа ќе ги видиме во сликите каде имаме директна споредба. Ова се само неколку слики кои сега би сакал да ви ги прикажам, иако сигурно веќе сте ги виделе по социјалните мрежи. Го гледаме болидот од страна, гледаме дека има добар рейк, односно оној агол на напад. Болидот, задната суспензија е многу подигната од предната, тоа се користи од аеродинамички причини, се користи полот на болидот како едно големо аеродинамичко крило и со тоа ви дава поголема стабилност при сопирање и поголема стабилност во гривините кои бараат поголема потисна сила. Еве првата промена, односно овде се алудира само на така наречениот S-duct, односно тој отвор на носот кој вовлекува воздух од оздола, го конвертира тој и го исфрла нанапред од горниот дел на шасијата, со тоа го намалува драгот, односно онаа аеродинамичка заветрина и му дава на болидот подобри перформанси при забрзување и при свиоци кои имаат високи брзини. Гледаме носот, промена на носот, оние два отвори кои ја повлекуваат таа воздушна маса, која потоа се носи спрема предната суспензија и спрема така наречениот tea-tray или тој послужавник за чај кој британците популарно го нарекуваат. Тоа е оној дел под носот на болидот кој потоа рамномерно ја распределува целата аеродинамика натаму спрема отворите за ладење и гледаме овие кепс или наметки кои Мерцедес прв ги инвертираше можеби во сезона 2017, не ме држите за збор. Тие исто така служат за раздвојување на аеродинамичкиот притисок и рамномерно распоредување на целиот воздушен тек понатаму во самиот болид. Тука е прикажана мала модификација на страничното крило на предното крило, на страничната на страница оној зид, каде што гледаме на крајот доаѓа до еден мал дел на искривување. Тоа е направено со цел да што е можно повеќе од воздушниот ток кој веднаш го напаѓа предното крило да ги заобиколува предните плевматици, со тоа ги штити предните плевматици од прегревање и ја носи целата воздушна маса назад спрема отворите за ладење.
Гледаме отворот над главата на возачот, типичен Ферариев модел. Овде доаѓа она што на почетокот ви го споменав, дека многу од аеродинамичките и техничките решенија сега зависат од самите моторни единици, односно потребата на моторот за неговата конфигурација, неговиот сетап внатре во болидот, каде ќе ги поставите владилниците, на кој начин моторот ќе добива кислород свеж за да го конвертира во мокриност и на кој начин ќе го ладите моторот. Едниот од отворот служи за директно примање на кислород на самата моторна единица, другиот отвор служи за ладење на ладилниците кои се поставени во самите отвори на ладење, односно така наречени sideboards. Гледаме директна компарација од ланскиот хас и од годинешниот хас, како што ви напоменав на прво око, делува дека задниот дел кај болидот на хас е сега многу поширок, односно оној дел од главата на возачот спрема задното крило во делот кај задната суспензија може да приметите дека станува збор за доста поширок поклопец на моторната единица, меѓутоа ова не мора ништо да значи, можеби хас ќе ни изненади со некоја сосема подрастична варијанта на првиот дел од тестирање. Треба да се напомене дека ова е само дигитална репрезентација на болидот кој може и најчесто е доста различен кога ќе се појави на првиот ден на тестирањето во Барселона. Гледаме овде на следната фотографија уште еден отвор за ладење, очигледно хас со новата спецификација сака се фокусира да има подобри перформанси со моторната единица до тоа што ќе добива повеќе ладен воздух и може подобро ќе ги менаџира температурите. Менаџирање на температури е една од најклучните работи во Формула 1, како на пневматиците, така и на моторната единица, некои работи кои не се потенцираат доволно јасно при преносите на Формула 1. Би рекол една од две до три најважни компоненти при управување на болидот во модерната Формула 1. Гледам овде мала промена на ретровизорите и мала промена на оние рамења кои се наоѓаат веднаш над badgeboards, односно оние мали странични крила кои се ставени таму да го десектуваат оној воздух кој доаѓа на мали вртлози кои креираат негативен воздушен притисок и кои потоа помагаат во целокупната аеродинамичка филозофија на самиот болид. Повторно уште еден агол, некоја украдена би рекол варијанта од Ферари или позајмена како сакате, каде што се остава еден мал отвор помеѓу самиот ретровизор и носачот на самиот ретровизор, се користи како уште еден уред и уште еден дел кој може да служи како аеродинамичко крило. Понатаму, она што ви го спомнав на почетокот, се гледа дека задната суспензија на овој хас е многу повисока од оној на претходната итерација, од претходната сезона. Тој така наречен рейк или агол на напад на поставеноста на болидот ќе потенцирам уште еднаш. Тоа се прави за да се искористи целиот под како едно големо аеродинамичко крило, при што носи големи поволности од аспект на потисна сила, меѓутоа на брзите падаи како Спа и како Монца знае да биде и во да служи од другата страна, односно да ви донесе негативни поени во апсолутната брзина. Тоа е тоа се што бил да кажам за новиот болид на хас. Очекувам доста различна итерација на првиот ден од тестирањата. Ова сепак е само прв приказ и ова можеби е да е некоја варијанта од пред неколку месеци која била финализирана, подпишана како за прв модел, меѓутоа болидот додека излезе на патека преживува неколку ренесанси, неколку модификации и она што ќе го видите дури во Барселона не мора да значи дека ќе биде што ќе го видите на првата трка во Мелбурн. Лани видовме Мерцедес се појави првата недела од тестирање со една конфигурација, за да втората недела се појави со сосема друга аеродинамичка конфигурација. Буквално Мерцедес може да се го дозволи тоа, има време и пари и луѓе, доволен капитал за да може да направи две паралелни конфигурации пред да започне сезоната, за да може да види која конфигурација повеќе му одговара. Се надам дека ви се допадна ова видео, доколку ви се допаѓа содржините на Формула на македонски. Лайк, шер, субскрайб. Ви благодарам за поддршката, коментирајте, кажете ми што мислите за новиот хас, ви се допаѓа ли оваа нова комбинација на бои. Мене искрено малку ме потсега на Бар Хонда од времето со оваа бело-црна црвена комбинација или малку на Порше од оние некои други DTM серии. Кажете го вашето мислење и се гледаме во некоја следна прилика. Поздрав!